Во 3D салата при Домот на културата Иван Мазов Климе во рамките на Кавадаречката културна есен синоќ беше промовирана книгата Успеси за говорио Стојан Андов. Промотори на оваа книга беа Љубомир Гајдов, Раде Силјен и Блаже Миневски. Издавач на романите на поранешниот политичар со потекло од Кавадарци Стојан Андов е Матица Македонска. Во оваа книга, што синоќ беше промовирана во Кавадарци, Андов говори за мноштвото сумборосни настани што се случиле во Македонија 1993 година, ги разјаснува соочувањата со новите маневри на грчката политика, потоа Грчко-српскиот сојуз и градењето мерки за доверба. Инаку последниве 15 на години Стојан Андов активно се посветува на пишувањето. Тој е автор на книгите Од мој агол, Источни патувања, Стравот и љубовта, Кицо Американецот, Браќањето на Американецот, Јосип Броз Тито и распаѓањето на Југославија, Приказната за Марија, драматичната 1991-1992 година на опасни ризици и ова најновата која се промовира синоќа. За интересот на промоцијата доволно зборува фактот за присуството на голем број граѓани. Извадоци од неговата последна книга читаа идни артисти, сега студенти на Универзитетот за аудио-визуелни уметности. Тој има лесно перо и е писател со смисла за книжевна композиција. Токму затоа, денес се радуваме што Стојан Андов создаде богат творечки опус, реализиран во 11 книги. По овој повод ќе ги набројам делата според нивното појавување од печат. Во 2003 година Андов ја објави книгата На мој начин, а потоа во низа следуваа книгите Источни патувања, Од мој агол, Стравот и љубовта, Кицо Американецот, Враќањето на Американецот, Јосип Броз Тито и распаѓањето на Југославија, Приказната за Марија, драматичната 1991-1992 година на опасни ризици и Успеси и падови 1993 година со поднаслов Обидите на Данаилов Фршковски. Почитувани, ќе се согласите ова импозантен опус за кој авторот заслужува јавен аплауз. Факт е дека информациите што доаѓаат до јавноста се само дел од она што се случува во реалниот политички амбиент. И тие не ги покриваат во целост процесите кои довеле до одреден став, одлука и решение. Затоа Андов не е само автор на книги посветени на Македонија, запишувач на крупните политички, односно историски факти, туку еден од крунските сведоци на македонската борба за опстанок и афирмација, учесник во создавањето на историјата на современа, самостојна и независна Македонија. Во тој контекст сакам да кажам дека извлекувајќи ги од матицата на времето, Андов ги остава на сигурно во трезорот на македонската духовна меморија клучните факти и сведоштво од прва рака, свесен дека единствено трајна е минливост. Ако не се запише, се поминува и носи времето. Неговите книги во таа насока може да бидат извор за многу идни толкувања и обсервации во полза на историјата како запис за она што се случило, но и како поука за она што ќе се случи. Пред да го отстапиме просторот на промоторот на публицистичкото дело, последното, особено за 1993 година, во кое што Андов изнесува навистина фасцинантни податоци за времето кога се кршеле копијата околу тоа дали Македонија ќе биде држава, ќе остане да функционира и ќе продолжи да функционира. И каде што има податоци кои што првпат и јас ги читав додека ги дознав додека гледав книгата, како например обидот за атентат на Врзандов на пат од Скопје кон Охрид. Сакам да кажам неколку збора за така наречената уметничка проза. А кога велам уметничка, мислам на оној книжевен формат кој не е обврзан да се држи до вистината, но мора да биде уверлив како вистина. Затоа што прозата не оперира со вистински податоци, уметничката проза. Но ако не е уверлива, ако не поверувате дека тоа што го читате е како вистина, нема да ја читате, нема да ве допре. Ваквиот текст, значи уметничкиот текст, уметничкиот роман може да користи вистински податоци за да ги оправда измислените, но може да користи измислени факти за да ги засили вистинските податоци и реалните настани. Нашиот, да не кажам, славеник, иако има дипломирана економија,
на магистериум политички науки. Според мојата скромна процека како филозофски истражувач, можам да кажам дека он е редок филозофски промислувач, не само како љубопитник, како истражувач и промислувач, туку секогаш ја бара суштината, ја гледа големата слика и го гледа оној процес, гледа визија има, да види што ќе се случи. Тоа е ретка од Господ дарба, меѓутоа огромен труд. Од друга рече ерудиција, да, меѓутоа ерудиција е последица на огромна работа, неуморна работа. И додека многу колеги политичари на господин Андов шетаат низ парк и играат шах, тој секој ден пишува неуморно и очекувам уште многу книги да промовираме, затоа што неговото огромно искуство и државничко и политичко може многу да не ги просвети работите што не ги знаеме. Точно е тоа дека Република Македонија имала во својата Република Македонија и македонците во својата историја имале несреќа да во најмала рака да не бидат симпатични за големите сили. Дури и многу големи сили во историјата оттикнувале заговор како да нема Македонија, да не постои Македонија и да нема македонци. 1897 година рускиот цар и австријско-унгарскиот цар се имаат состанато и се договориле да се забрани зборот Македонија и македонски. За тоа да го барат од султанот. Го барат од султанот и султанот рекол тоа е во затвор се води, парични казни, кој ќе спомне македонец, Македонија и така натаму. А како ќе ја викат сега, трите вилаети да викат. Трите вилаети. Еден наш истражувач, историчар, дојде до многу интересни наоди во овој поглед, кога во тоа време, кога дошла султановата наредба, во Македонија предстојувале некои експерти кои ја преведувале на народен јазик, наш овде, како што го знаеле они, Библијата, Новиот Завет. И бидејќи таму во Новиот Завет пишува Македонија. Напишале они во Македонија, бидејќи Павле го донесол христијанството во Европа. Апостол Павле. Апостол Павле во Македонија дошол и така да пишува, го превеле, султанот ја забранил таа книга, не смее да се шири, нема. А цензорот бил учен човек и прашал таму околу султанот да му каже, што да напиша? И излегло така што напишале, апостол Павле патувал низ трите вилаети, Солунскиот, Битолскиот и Скопскиот. И таки неверојатни работи ми се струполиле во главата на македонци. Кои се причините, тоа може да се објасни сето, меѓутоа сега немаме таа прилика. Она што сакам да ви кажам, големите сили сегаш влијаеле, ниедна држава на Балканот не станала држава ако немала наклонност или подршка од некој од големите сили. Големите сили стално биле нешто, некоја групација и некој начин да ги супротиват своите. Сега имаме НАТО. Некогаш после победата врз Наполеон и до 815 година се заклучила алијанса. Само Франција била исклучена, сите други ја чудили алијанса. По Кримската војна и Парижскиот договор 1856 година
нова союз концерт на големите сили, исклучена Русија само и така. Така да секогаш судбината на малите народи и на можноста да создадат држава многу силно влијаела политиката на големите сили.